Владината потрошувачка кошничка нема да се објави во јануари како што беше најавено пред само неколку денови. Нема шанси за интервентно зголемување на минималната плата, бидејќи продуктивноста ни е мала и компаниите нема да издржат. За празниците нема да има мерки, бидејќи цените на храната не се покачени. Ова го изјави министерот за економија Бесар Дурмиши, кој рече дека е готова новата методологија за владината потрошувачка кошничка. Дадена е на синдикатите и работодавачите уште пред изборите и сега чекаат забелешки од нив. Дали имаат критики, дали имаат предлози, дали се усогласуваат или не. Таа методологија е сеопфатна, се базира на релевантни институции, каде што не го оспорува минималната синдикална кошничка на синдикатите, но ние сме направиле една поконкретна методологија каде што поточно ќе покажува колку е една просечна потрошувачка кошничка за едно семејство, 4-члено семејство. Министерот Дурмиши рече дека нема да има новогодишна кошница ниту мерки за ограничување на цените, бидејќи цените не биле покачени. Ние кога имаше девијантно однесување од страна на трговците, донесевме мерки кои беа краткорочни решенја. Така да такво нешто до сега и пред 2 дена и денеска се случувам со директорот од пазарна инспекција, до сега немаме информации дека има такво нешто или девијантно однесување или зголемување на цените, поточно на тие производи каде што се употребуваат повеќе на празниците. Тој уште еднаш го повтори ставот дека владата не е против зголемување на минималната плата и ќе почитува се што ќе договорат синдикатите и работодавачите. Дали во регионот сме со најниска минимална плата и ова ви одговорив дека позади нас е Турција, позади нас е Албанија, Булгарија, Косово, значи се држави што имаат пониска минимална плата од нашата земја. Дали ова не задоволува нас? Не. Дурмиши рече дека владата останува на ставот за законско согласување на минималната плата во март. Според пресметките, таа треба да порасне за околу 30 евра и да изнесува нешто над 26.000 денари.